Елена Димовска, Академија за вештачка интелигенција. Господја Димовска, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и добро ве најдов. Последна вест која ја прочитав пред да влезам во студиото е дека Харвард, најпознатиот светски универзитет, ќе ја вработи вештачката интелигенција како професор од наредниот семестар, ќе држи предмет курс по компјутерски вештини за студентите од прва година, така што веројатно се позастапена ќе биде и повеќе работни места ќе опфаќа вештачката интелигенција. Па токму така, веројатно тоа е иднината и она што не очекува, да заедно со вештачката интелигенција и ние луѓето движиме во една насока во која се повеќе ќе се развиваме. Како? Па ете, вештачката интелигенција, ако е професор, тоа значи дека во себе има многу податоци. Нели, ние луѓето и нашиот интелект се смета за еден од најразвиените на оваа планета, па успеавме да направиме нешто што е многу помоќно или успеавме да со помош на машините кои учат како да ја манифестираат човечката интелигенција, уште подобро се развиваме во ова општество, така што веројатно тој професор е повторно некој јазичен модел кој ќе ни генерира податоци, а во себе ќе содржи алгоритми кои ќе работат на основа на податоци, па повторно се враќаме кон основата или податоците. Што сте вие по професија? Во подпис сте Академија за вештачка интелигенција, меѓутоа по струка. Да, јас доаѓам инаку од економија. Јас сум по професија економист, магистар по економија, финансии и банкарство. Долги години бев дел од финансискиот сектор како аналитичар. Сега сум во моментов дата аналитичар во Семус едукација и продукт оунер на Академијата за вештачка интелигенција. Дали ќе ви звучи лаички или пак ќе се согласите со мојот впечаток дека поголемиот број луѓе уште пред да дознаат за сите корисности, односно новитети што ги овозможува вештачката интелигенција, почнаа да зборуваат за скриените опасности кои ги носи таа. Секако кога нешто е ново има добри и лоши страни, меѓутоа се согласувате со впечатокот дека повеќе се зборува за скриените опасности и за ризиците кои ги носи вештачката интелигенција на долг рок, од загуба на работни места па до превземање на контрола врз масовно оружје, опасно оружје, па и контрола на универзумот, отколку за придобивките во медицината, придобивките во секојдневниот живот. Апсолутно. И тоа потекнува се од стравот. Од стравот кон промени, од стравот да ние како луѓе направиме чекор напред, се развиваме во една позитивна насока. Секогаш стравот е оној кој не ограничува да тргнеме напред. Па така јас би рекла дека треба да се ослободиме од стравот, затоа што сепак ние сме тие кои ги го регулираме или ја регулираме вештачката интелигенција и нејзиниот развој. Тоа го велат и сите производители и научници кои се вклучени во развојот на производи во вештачката интелигенција. Па така ако ги слушнете нели изјавите и на големите вендори кои произведуваат сервиси и производи со вештачка интелигенција, да, тие алармираат на ризиците, но токму поради овие причини, заради неинформираноста и недоволната едукација и обука на луѓето во делот на вештачката интелигенција. Ние точно тоа треба да ја запознаеме, не да ја глорифицираме. Овој одговор би го прифатил само делумно, бидејќи стравот не само луѓето од непознавање на материјата, како што велите вие, страв од непознато, го подгреваат дури и оние челници на компаниите кои создаваат нови алатки базирани на вештачка интелигенција. Така беше последниве месеци е многу актуелно ChatGPT. Нели таа е алатка која стана достапна секому преку било каков уред да комуницира со бот, со робот позади екранот. И сега извршниот директор на компанијата Сем Алтман при пуштањето во употреба на четвртата проширена надградена верзија на ChatGPT пред неколку недели јавно призна дека и тие се извадени од памет и предупреди дека технологијата доаѓа со вистински опасности. Значи не станува збор овде за неинформирани луѓе кои не знаат дека тоа ChatGPT го замислуваат кој знае како опасно, па дека ќе ја преземе контролата врз нашите умови. Туку и луѓето кои го креирале ова велат, малку претеравме па се извадивме од памет. Зошто? Веројатно ако и понатаму го послушате Сем Алтман, ќе слушнете дека токму тоа што ние го внесуваме како информација во ChatGPT, бидејќи ChatGPT е јазичен модел кој ни генерира одговори на основ на нашите прашања, треба да се внимава и на етичност. И дополнително,
овде и не само Сем Алтман, туку и сите челници на големите вендори, па и научниците апелираат кон поголема регулатива на вештачката интелигенција. Така што тоа е стратегија која треба да биде генерална на ниво на не само на една компанија, не само на една држава, туку тоа треба да биде нешто што е применливо низ целиот свет и унифицирано. Па така и Европската комисија веќе има рамка во која ги обележува принципите на правилно користење на вештачката интелигенција и евентуално ја ограничува злоупотребата. Она од што сите се плашиме е практично злоупотребата на вештачката интелигенција. Меѓутоа, додека и Европската Унија се уште ја регулира сферата, дејноста и се уште не се јасни и стриктни правилата и таму, што станува за збор за Македонија, кога, еве, например, кога спомнавте злоупотреба на ChatGPT, сведоци сме, знаеме примери, чувме, видовме дека многу деца, средношколци и основци, наместо да пишуваат сами, да креираат состави за пролета, во второво полугодие, се подпреа на ChatGPT и ChatGPT пишуваше состави наместо нив на слободни теми. Тоа е злоупотреба. Тоа е злоупотреба апсолутно. Како да се заштитиме од тоа? Етичноста веројатно е она основна на која треба да работиме, свеста кај луѓето дека ChatGPT и сите овие јазични модели и воглавно вештачката интелигенција е таа која треба да биде партнери заедно да работиме во позитивна насока. Во моментов, она што би можела да го кажеме, се разбира дека ние имаме и досега начини на злоупотреба и на препишување во средните училишта, па сме успевале тоа да го санкционираме. Веројатно, нешто што може да го ограничи се евентуални санкции. Не, јас спомнав само еден, можеби банален пример. Меѓутоа, кога станува збор за ChatGPT и можностите кои тој ги нуди, оваа алатка, ете, луѓе прашуваат како да заработат пари, бараат од ChatGPT да ги предвидуваат движењата на берзата. Да, но затоа бараат да ги предвиди движењата на крипто пазарот во иднина. Точно, но затоа постои и следење на комуникацијата, следење на пребарувачите, на search engine-ите, на она што ние пребаруваме на интернет и затоа постојат служби. Меѓутоа, тука нема ништо незаконски. И тоа е така. Да, тоа е веројатно повторна злоупотреба. Ако одиме по законите кои се пропишани како некој се стекнал со парите, веројатно би дошле до некоја колизија. Но велам повторно, етичноста е таа што сега треба на која треба да се работи. Пак ќе речам, ние сме во една ситуација во која јас не можам генерално да кажам да вештачката интелигенција е производ или сервис кој ни е допуштен да го користиме онака како што сакаме, нели, онака како што мислиме дека треба. Сепак треба да имаме и некоја етичност во користењето. Да, како и за секој производ, нели? И јас не сакам од воведниот разговор да извлечам констатација дека вештачката интелигенција ќе го загрози светот. Меѓутоа сакам да зборуваме за опасностите. Еве сега ако ги тргнеме настрана под наслов етичност, потребна е регулација и етичност, сите скриени опасности кои ги носи оваа новина, нешто што е многу пореално и веќе почнува да се случува е замената на работните места со роботи базирани на вештачка интелигенција повторно. Последен е примерот со нашите колеги германски од таблоидот Bild, од еден од најпознатите германски весници, голема германска групација најави дека 200 луѓе, уредници, фотоуредници, лектори, пишувачи на текстови, ќе ги замени со вештачка интелигенција и на тој начин ќе заштеди до 10 милиони евра годишно. Така, да. Значи, може би пореална опасност од разните форми на злоупотреба и онаа контрола врз човечкиот мозок од страна на вештачката интелигенција е можноста за да останеме, односно голем број луѓе во светот во наредната деценија да останат без работа и на нивно место да биде вработена вештачката интелигенција, односно роботи. Јас би рекла поинаку, веројатно некои од работните места ќе бидат заменети со вештачката интелигенција и можеби тоа не е веројатно, но еве не се случува. Но исто така вештачката интелигенција, според и последните, ќе се послужам и со факти, според последните истражувања на Светскиот економски форум до 2025 треба да отвори нови околу 97 милиони работни места. Вели тоа истражување дополнително дека дури на 50% од работоспособното население ќе им треба дообука и едукација користејќи ги
придобивките од вештачката интелигенција и се разбира машин лернинг моделите. И кога велите контрола на умот, овде повеќе би се навратила кон тоа и пред да биде толку популарна вештачката интелигенција и машинското учење, ние имавме податоци и ние остававме податоци насекаде. Сега само тие податоци се дел од некои модели кои треба да генерираат евентуални предиктивни резултати. Така што се ставени податоците во насока на добивање на резултати. Инаку истите постоеа и предходно. Да, и тука се наметнува и прашањето за заштита на приватноста, бидејќи сега исто така последно предупредување беше дека секој кој отворил свој акаунт, своја сметка и комуницирал на било каков начин и само еден збор ако разменил со чат GPT, оставил своји податоци таму кои можат да бидат употребени или злоупотребени. Така е, до сега постоја нели и социјалните медиуми, еден голем број на продавници каде ние остававме податоци при зачленувањето, да речем, така што тоа не е никаква новина, но велам една од основните постулати која е спомената во рамката за регулативата практично за вештачката интелигенција е токму тоа, заштитата на лични податоци, меѓу инклузивноста, правичноста. На тоа се работи не само од Европската комисија, туку и секој еден вендор кој произведува производи и сервиси за вештачка интелигенција мора да има своја рамка по која ќе се води на кој начин ќе ги заштити корисниците од евентуална злоупотреба. Ова е подрачје кое допрва се истражува. Значи, ние знаеме дека таа постои од 50-тите, машинското учење не е некоја новост. Меѓутоа, сега популарноста и она што го наметнува самото темпо на развој, и затоа велат и големите челници на големите компании да го успориме темпото. Може би затоа што темпото на развој на вештачката интелигенција и сервисите од страна на вендорите не го следи темпото на регулатива. Па тука дојдовме до еден судир, кога би се регулирале подобро тие сервиси, веројатно не би имале и толку големи стравови, не би имале и потреба од страв за злоупотреба и така натаму. И да се навратиме на прашањето за работните места. Велите, освен што ќе укине голем број работни места, вештачката интелигенција и креира. Ќе креира веројатно нова индустрија, односно повеќе сектори нови, ќе бидат потребни повеќе нови работни места и една индустрија ќе биде заменета со една друга индустрија, па голем број луѓе ќе треба да се преквалификуваат и дообучуваат. Апсолутно. Кои ќе бидат новите трендовски занимања, односно професии кои ќе имаат недостиг од кадар, а кои најлесно ќе бидат заменети? Може ли да се каже тоа во овој момент? Па веројатно за најчиските професии нема да можеме толку лесно да ги замениме, онаму каде ќе треба да се употреби нели за нечиска рака, но вештачката интелигенција веќе е дел и од индустријата, и од продажбата, и од образованието, така што веројатно дека до едукација во делот на овие индустрии, кои се веќе дел од нашето општество, ќе има потреба за вработените таму во смисла на користење на вештачката интелигенција за унапредување на бизнис процесите. Значи, она што значи автоматизирање на одредени репетитивни задачи кои еден вработен ги има во рамки на својот работен ден, нели, во рамки на својата компанија, ќе можеме да ги замениме со автоматизирани процеси и потоа тој вработен би можел да биде поефикасен, да се насочи кон се разбира кон посуштински активности за време на својот работен ден. Понатаму, веројатно во медицината ќе видиме многу голем напредок, се разбира во хуманизмот. Оние за сега загрозувачки работни позиции за човекот како пожарникари, рудари ќе можеме да ги замениме. Така што веројатно јас како оптимист, реално како човек кој секогаш размислува позитивно околу работите, сакам да се ограничи злоупотребата, но воедно го сакам растот и развојот на вештачката интелигенција во права насока на развој на општеството. Велите рударот и пожарникарот ќе бидат заменети со роботи кои нема да го... Веројатно, да, веројатно. Некои балкански медиуми веќе, не светски, туку балкански, почнаа да креираат измислени ликови, цртан лик, кој делува сосема реално, и измислени гласови, односно гласови, веројатно вештачки создаден глас кој е сосема реален, и со цел да направат водители и новинари. Значи и медиумската индустрија на некој начин ќе биде лесно заменлива.
Кои би биле новите професии, односно професиите на новото време? Не би рекла. Да, веројатно се некои обиди или експерименти кои ќе видиме како ќе резултираат, но она што вештачката интелигенција го нема се уште, и не очекувам дека тоа ќе се случи, е емпатијата кај луѓето, така што она му секаде каде има каде е потребен контакт помеѓу луѓето, каде е потребна емпатија, каде е потребен разум, инстинкт, тогаш во тој случај вештачката интелигенција нема шанси во однос на човекот. Така што ова велите околу водителите и медиумите, можеби во некој дел ќе помага во делот на истражување, во делот на истражувачко новинарство или развивање на определени текстови, што веќе се случува со помош на јазичните модели, но не сметам дека може комплетно да ги замени дури со аватар лик. Кога ги спомнавте и придобивките за медицината од страна на вештачката интелигенција, и таму има пресудни моменти кога човекот треба да одлучи и кога веројатно вештачката интелигенција, ако и биде оставено таа да пресече, ќе пресече по некаков урнек од претходно базирани. Да. Некогаш проценката на хирург, например, за време на операција може да значи живот или смрт. Апсолутно, да, велам, постојат ризици, тоа е еден од ризиците каде проценката на човекот, вештачката интелигенција не може да ја замени. Јас имам и друг пример, каде, да речеме, имаме самоуправувачки автомобили кои работат по алгоритам, неочекувано на автопатот се појавува пешак или било каква препрека и одлучува самоуправувачкиот автомобил по алгоритам. Тука веројатно би се вклучил разумот, нели, инстинктот кај човекот, исто и со медицината, така што да, еден од ризиците е и она што го кажав на самиот почеток, значи непостоењето на разум и инстинкт кај вештачката интелигенција. Да, и за да не звучиме премногу негативно и песимистички, спомнавте дека вештачката интелигенција, односно машинското учење, не е новина, постои веќе повеќе од половина век. Во последно време доживува невидена експанзија, меѓутоа и сега многу работи што се користат во секојдневниот живот, а за кои не сме свесни, се базирани или се во нив е вграден голем процент на вештачка интелигенција, односно такви податоци. Така е. Може ли да наброиме некои од нив кои веќе ги користиме како придобивки, а не сме свесни па размислуваме само за опасностите кои може да демнат во некој идно време? Пред се, да речеме, нешто што во секојдневието се среќаваме е Face ID, да речеме, на паметните телефони. Командите кои ги имаме кај гласовните команди, кои можат да послужат кај паметните телефони, веќе имаме модели развиени дури од средношколци за превод на знаковен јазик во транскрипт, значи во титул, што навистина го леснува комуницирањето. Понатаму, социјалните медиуми се веќе нешто што ние секако секојдневие, па во нив и препознавањето на ликови на фотографии, тоа едноставно може да се направи со компјутерската визија. Некои други примери, да речеме, не знам, роботиката во бизнисите е нешто што многу заштедува во трошоците, се разбира. Некои од големите вендори веќе имаат предиктивни модели со цел да заштедат енергија во деловите каде таа не е потребна, па така ги користат предиктивните модели. Во бизнисите се очекува дури за 38% да ја зголеми профитабилноста вештачката интелигенција. Корисен пример за ChatGPT, например, е веќе истражувањето на отворените ресурси, каде истражувањето се однесува на програмери, колку го користат ChatGPT во насока на подобрување на нивните кодови, па велат дека голем ефект има врз нивното работење и ефикасност, го намалува времето на изработка на програмирање во определени кодови, така што навистина секојдневно се среќаваме со вештачката интелигенција. Треба да сме свесни за незините придобивки, но и воедно ја чекаме, нели, регулативата да биде на едно завидно ниво.
кои би биле чекорите на развој на вештачката интелигенција, односно придобивките во некоја наредна фаза, во некои наредни 20 до 30 години, или да го упростам прашањето, ако кон крајот на минатиот век тоа беа компјутерите, широката употреба на компјутери, компјутеризацијата од оние базни компјутери, па потоа лаптопите, Така. па станавме сите зависни како човештво од смарт телефоните, од паметните телефони, ги заменија компјутерите, сега се прави на нашите телефони. Кој би бил тој уред или алатка или нешто што ќе биде базирано на вештачка интелигенција, а ќе биде нешто што ќе го донесе иднината? Може ли да се предвиди тоа? Па, Некои веројатно, велат паметни очила. паметните очила веќе се дел од вештачката интелигенција, се користат и во невромаркетингот, особено машинското учење, односно машин лернинг моделите, со цел да се препознае реакцијата на потрошувачите кон определен производ. Веројатно тоа би биле различни модели на машинското учење кои ќе бидат имплементирани во различни сервиси. Веќе постојат различни AI tools, велиме, или алатки за вештачка интелигенција кои се користат во различна насока, дали во секојдневното живење или во бизнисите. Веќе големите вендори воспоставија и low-code платформи кои помагаат на бизнис корисниците или оние кои не се IT луѓе и немаат програмерско искуство, не се запознати со програмерските јазици, да користат low-code платформи, познавајќи ги бизнис процесите, со тоа што би можеле за многу пократок период да креираат определена апликација, што до сега беше случај на развој од повеќе месеци, дигитални асистенти или чет-ботови кои ги имаме веќе на веб страните, па тоа го убрзува темпото на бизнис делување, понатаму да автоматизираме процеси во многу краток период. Еден од големите вендори веќе во своите low-code платформи користи слободен говор. И ние со помош на слободниот говор, без да куцаме код, можеме да искреираме определен автоматизиран процес, апликација и така натаму. И повторно се враќаме на податоците. Ако истите ги имаме, на основ на податоците, можеме да развиваме одреден машин лернинг модел, а со тоа и предиктивни резултати. Навистина не би можела да кажам еден производ да издвојам, но бидејќи во самата основа вештачката интелигенција го има машинското учење, веројатно развиени модели, подобрени модели на машинско и длабинско учење во различни сервиси ќе бидат иднината која стои пред нас. Во филмовите на научна фантастика, огледалото во тоалетот во некоја блиска иднина ќе му кажува на човекот наутро кога ќе се види во огледало за неговата здравствена состојба или база на погледот во очите и во подочниците ќе каже дали му е потребна повеќе течност, повеќе сон, каква е неговата генерална на основа на податоците. Ако ги имаме податоците веќе како историски податоци кои се внесени за историја на тој лик, човек, пациент или така натаму, ние можеме да правиме некакви предиктивни модели за тоа што го очекува. Димовска, вие велите дека сте економист по професија, вработен, односно дел од индустријата, односно од Академијата за вештачка интелигенција. Што велат вашите колеги информатичари, компјутерџи во однос на преголемата употреба, односно или би рекол зависноста од паметните телефони на поголемиот дел од човештвото, од деца па возрастни, секој со својот телефон? Дали се уште ги глорифицираат придобивките од паметните уреди или пак стасавме некаде на половина, пак гледаме баланс, колку добро, толку и лошо ни донесоа паметните телефони? Апсолутно, за се во животот треба баланс, па така и во нашите разговори тоа е заклучокот, дека од најмлада генерација па до возрастни потребно е за се да има баланс во животот, па така и за користењето на технологијата, нели? Едукацијата е основна. Неформалното образование, кое семос едукација го изминативе години го дава како на младите генерации, така и на професионалците, според мене е она што паралелно со формалното образование мора да биде нешто што не следи. Добро, едукација е друго прашање. Балансот не може да дојде по пат на едукација. Балансот е веројатно нешто што треба да дојде од внатре. Да, веројатно и треба секој да се натера и треба да да ги воспитуваме и децата и прво сами себе да се дисциплинираме,
ја ограничиме употребата на паметните телефони? Ограничувањето, пак ќе речам, не можеме да го со некаков закон да го направиме. Мораме да работиме на свеста. Знаеме дека и придобивките и ризиците може да се мерат на вага и можеме да ги издвоиме и кои се ризиците. Може би во добра насока, повторно ќе речам, јас се враќам се кон она да го користиме, да ја користиме алатката или она што ни помага само во конкретна добра насока, меѓутоа ние нели човекот не би можел да биде толку строг према себе па да се ограничиме во целост, па затоа веројатно треба да бидеме активни, физички активни, да направиме еден баланс во кој паметните телефони ќе изгубат во однос на физичката активност, особено кај децата. Знаеме дека се и во клупите поголем Има и дигитални период. библиотеки и книгите ги заменивме со точно. читање на преку телефон. Да, и затоа велам баланс. Затоа веројатно и спортските сали треба да бидат многу попосетени, така би направиле еден баланс во општеството. Кога ја спомнавте едукацијата, како стои Македонија споредено со останатите земји во регионот, а и генерално на европско ниво со земјите од Европска унија, ако се мериме во однос на писменост, односно неписменост, непознавање на оваа материја? И ете, благодарение на бројните курсеви кои ги одржува не само вашата академија, туку и голем број, дали има интерес кај младите генерации за вештачка интелигенција и за сите алатки и придобивки што се на располагање, или пак сме и тука многу назад? Не би рекла, во делот на IT обуките и едукацијата, веројатно дека и нашата земја е на доста завидно ниво, особено кога се работи за млади луѓе кои се интересираат на вистина за имплементација на вештачката интелигенција. Се разбира и професионалците во бизнисите. Ние држиме еден чекор, да речам, со европските компании и светските компании, бидејќи не сме исклучени. Нели, она придобивката што ја имаме од интернетот и од податоците на дофат, ни овозможува и да бидеме во чекор со сите трендови, така што различни групи се интересираат за вештачката интелигенција, дури и државата ми се чини дека успеа да воведе дигитален асистент, со што го поддржува овој начин на развој на автоматизација и дигитализација на процесите во бизнисите, а секако во бизнисот е многу битно она што ќе ја подобри ефикасноста, ќе донесе поголем профит. Така што веројатно дека треба да се бара некој баланс помеѓу доедукација на своите вработени, доедукација на сами себе како професионалци, а воедно и на младите луѓе кои би сакале да се вклучат во натамошен развој на вештачката интелигенција. Тука би спомнала само два аспекти, и тоа е едниот е развој на вештачката интелигенција, каде Семос едукација овозможува Академија за вештачка интелигенција, каде се опремува еден кандидат, да речеме еден слушател, со сите потребни вештини од програмски јазик до концептите на вештачка интелигенција, за веднаш се вклучи во екосистемот на вештачката интелигенција, и од друга страна пак имаме кратки курсеви за професионалци или имплементација на вештачката интелигенција, каде професионалците кои не мора да се со IT бекграунд би можеле да се вклучат со тоа што нели би ја имплементирале вештачката интелигенција, споменав пред малку преку лоу-код платформи кои се веќе развиени, но она што е потребно од бизнис корисниците е тоа што тие го имаат кај себе, а тоа е познавањето на бизнис процесите. Па така заедно технологијата и бизнис корисниците може да дојдат до поголеми и подобри резултати, се разбира. Имате и базични основни курсеви за тотални лаици, за луѓе од средно доба кои сакаат да чујат повеќе за вештачка интелигенција? ChatGPT сега мислам дека толку многу ја доближи вештачката интелигенција и јазичните модели до секој еден, така што без претходно познавање било кој може да биде дел од обуките на Семос едукација. Во однос на едукацијата на македонските граѓани, ќе биде интересно веројатно и ќе излезе како податок тоа во догледно време, што најмногу го прашувале македонските граѓани ChatGPT. Веројатно ќе излезе станал достапен. Имате вие некакви информации во таа насока, бидејќи на пример порано беше интересно да се види што македонските граѓани, за разлика од нашите соседи или за разлика од европејците, го прашувале Google. Сега ќе биде интересно што сме разговарале, на која тема најмногу се разговарало со ChatGPT, откако стана достапени на македонски јазик? За сега веројатно статистика се уште нема објавена јавно, затоа што разликата помеѓу пребарувачите и ChatGPT е што ChatGPT генерира одговори. И секогаш се тие различни
во секој нареден обид, така што не можеме како на пребарувачите да видиме кој е, нели, најбараниот сајт, така е, поим или така натаму. Но веројатно, бидејќи одговорите повторно влегуваат во базата на ChatGPT и нели го земавме како пример, меѓутоа јазичните модели, идејата е тие се користат и во други вендорски сервиси, идејата е на јазичниот модел, повторно учи и се надоградува. Така што имаме време да видиме за тоа каква ќе биде статистиката за македонскиот граѓанин. Јас се надевам дека ќе биде во позитивна насока како и што го почнав во овој разговор. Господин Диновски, благодарам многу за гостувањето во утринската Натал. Благодарам за поканата.